95-96 беше многу убава година, двете години убави за македонскиот спорт, поготово конкретно за борењето. Борењето тогаш доби една своја голема мотивација, екипно да стане европски првак, значи во купот на шампионите. Финалето се одржа во Радовиш, при многу публика, при многу навивање, при емоции на публиката и надвор од Радовиш и надвор од целокупниот регион на Македонија. Бучим стана европски првак. Еве го и конечниот пласман. Бучим јака од Европа, светски шампион. На второ место Девид. Потоа имаше континентално првенство светско од 4 континента, од Азија, Јапонија, од Африка, Нигерија, од Америка исто така и Бучим стана светски клубски првак. Тие надпревари беа многу значени затоа што имаше доволно публика, многу манифестации, потоа телевизиски преноси, имаше многу жустри борби, одлучуваа моменти, можда делови од секунди, поени и така натаму. И така Бучим стана стварно голем клуб, светски и европски шампион. Беше голема еуфорија у сала, славење, цело Радовиш славеше, Македонија славеше, затоа што повеќе градови имаме и од скопски борачи представници, и од Кочани, и од Штип. Тоа беше стварно македонска, права македонска веселба и прав македонски успех за спортот. Десети јануари 1996 година. Република Македонија и покрај сите обструкции што ги доживува од официјален Брисел, воспоставува дипломатски односи со Европската Унија, што претпоставува официјално вклучување на нашата земја во сите европски текови. Денешната одлука на Европската Унија за воспоставување на целосни дипломатски односи со Република Македонија е еден изворедно голем чекор во меѓународната афирмација на Република Македонија и отвора простор за целосна наша соработка со Европската Унија и со земјите членки на Унијата понатаму. Сите овие процеси покажа дека Македонија чекори сериозно и одлучно напред, дека станува фактор на Балканот, дека без неа не може да се прават никакви калкулации за едината на овој наш регион, иако во тој период големи резерви имаше се уште Европската Унија, нели така, тогаш на почетокот од Европската заедница, бидејќи во агендата за 2000 година Македонија, например, не беше вклучена. Тоа е време на интензивирање на соработката и фактички во тоа време под моје раководство се одржа долготрајни преговори со Европската Унија, повеќе од година дена. Се потпиша договор за соработка и трговија, се викаше тогаш. Покасно во јавноста е познат како договор за соработка. Меѓутоа, не е тоа само договор за соработка и трговија, туку тоа е и јавно признавање официјално на Европската Унија на Македонија. Република Грција постојано ги обструира сите преговори на Македонија со меѓународните организации. Во моментот кога дојде прашањето на името, и то дојде прашањето на името околу ознаката на македонските трговски стоки. Ние баравме да стои Македонија. Европската Унија се разбира под влијание на Грција, бараа да биде 001 или 100, не знам, некаков таков број или некој број.
Ние аргументиравме дека и на интернет и во низ железнички сообраќај се прифаќа критиката МКД. Меѓутоа не ќе никако. Таа расправија на таа точка толку се заоштри, што ја во еден момент станав и реков, слушате да кажам. Со оглед на тоа, што ова би било преседан, земја да се означи со бројка. Ако вие кај вас го немате меѓу себе, ние ќе сметаме за навреда, ако на нас нема навреда. И покрај нашата добра волја, 6 дена попуштаме на низа работи заради желбата да се подпише договор. Ако немате желба, навистина го подпишете, а со овој став не покажувате дека немате желба. И реков, јас како подпредседател на Републиката, на владата на Република Македонија, морам да станам, да ги напиштам преговорите и да чекам ваша промена на вашиот став евентуално. Ако не, се вратам ќе во Скопје, по Брисел ќе останам уште 48 часа. И наеднаш низ цел Брисел се расшири нов чудо наведување. Ни една делегација нема што станало. Представникот на владата да рече, простите, ама нема услови за понатамошни преговори. И ме викна пак. Ме викна и го променија својот став. За сите европски држави воведува бројка како ознака. Не ФРА Франција, туку не знам, број 027. Ги натеравме на еднаков третман на нашата република. И дури имало коментар после тоа во Брисел дека тоа дојде ми го кажа францускиот амбасадор во Македонија. Ми рече, господине подпредседателе, во Брисел нема сретнато толку спремна делегација колку што беше вашата. Ние кои ќе огледаме тој период, можеме да кажеме, да бидеме горди, дека беа постигнати максимумите кои може се постигнат, иако многу елементи, многу фактори беа против нас. Тој период ни овозможи да ги интензивираме подготовките за членството и во НАТО и во Европската унија. Заедно со нашата активност во партнерство за мир и во реформи на одбранбените сили внатре во државата, доведе до крајно зближување со НАТО. 12 март. Република Македонија станува членка на Северноатлантскиот совет. Таа година ја искористивме интензивно да ги створиме сите предуслови и во самото седиште на НАТО и официјално ја отворивме Канцеларијата за врски на Република Македонија, што ни даде повод веднаш потоа во Република Македонија да ги формираме и сите потребни тела за да може да се прати сето тоа што се прави на планот на подготовките, да се координираат тие активности со соодветните тела на НАТО кога зборуваме за НАТО, а исти такви органи формиравме и во врска со интеграцијата на Република Македонија во Европската унија. Неколку месеци подоцна, на 14 јуни, во седиштето на НАТО се отвора Македонската канцеларија за врски. Без разлика што не бевме членка на НАТО, влеговме во колективниот систем за безбедност и бидејќи улогата на УНПРЕДЕФ во Македонија беше автономизирана, значи не зависеше од некоја регионално водство, тоа имаше исклучително значење за зголемување и подобрување на безбедносната позиција на Македонија. Не можеше веќе да се очекува дека ќе се остварат некои закани за сувереноста на земјата. Република Македонија за кратко време успеа да воспостави дипломатски односи со голем број на земји и во тој период тоа што посебно беше важно за нас заради поддршката која што имавме од Соединетите Американски држави, што дојде до целосно воспоставување на дипломатските односи со Соединетите Американски држави со отварањето на нивната амбасада во Скопје. It is with great pleasure that today
On behalf of the people and government of the United States of America, I dedicate our embassy to the people and government of this wonderful country. Да го имате за пријател, или ако сакате стратешки партнер, најмоćниот фактор на меѓународна сцена, државата која ги моделира меѓународните односи и така натаму е привилегија. The United States looks upon this country as a source of stability and democracy in what has been both historically and recently a very troubled region of the world. Со праќањето на првиот представник, после и со амбасадори во Република Македонија покажаа дека во Република Македонија гледат партнер. We share common goals, an unshakable commitment to democracy, regional stability, and improving the living standard of our peoples. The opening of this embassy is a clear demonstration of United States support and a strong symbol of our closeness. За прв амбасадор на Соединетите Американски држави, председателот Бил Клинтон го именува Кристофер Хил. Hvala za vašето присуство. Може во иднина јас можем да зборувам во македонски јазик, али за сега тој е можеби тој е многу тешко за мене и потешко за вас и бил би подобро ако јас користим translator. Do you want me to translate this in English or? No, that's right. Владата на премиерот Црвенковски се оглушуваше на критиките во јавноста за масовното кршење на законот при спроведувањето на приватизацијата. Скандалите продолжуваат и во 1996 година. Менаџерските тимови од приватизираните предпријатија преку моделот менаџерски откуп, Скопска пивара, Македонија Турист, Алкалоид и други го пропуштаат рокот за уплата на првата рата кон државата, 31 март. Државата не превзема никакви санкции за ваквиот пропуст, кој е на штета на државната каса. Постои стереотип, особено кај обичните граѓани, дека не само што моделот беше погрешен, лош, неуспешен, ами дека целата приватизација беше криминална. Во изборот на моделот на приватизацијата се луташе што од незнаење, што од големи меркантилни потреби на политичките елити во тоа време, осознавајќи дека е дојдено времето да во тој распад се искористи многу и за лични и за партиски потреби, што на некој начин и се случи, а последиците ги чувствуваме и до денешен ден. Целиот овој проблем и сите тие комплексни прашања врзани за приватизацијата кај нас, како што впрочем и во други земји во транзиција, е крајно политизиран. Кон крајот на 95 година веќе почна да се чувствува дека политичките партии треба малку и да профитираат од тој процес. Треба малку и нешто да остане, да кажем, некое влијание, ако ништо друго, да не туку тамо технички се распореди имотот, капиталот и после што преме. Што ќе биде после со политиката, од каде таа ќе се финансира, од каде извори ќе најде. Контролната институција беше предвидена во законот да биде службата за општествено книговодство. Ни за политички структури, може би несвесно, меѓутоа ни за истопанственици притискаа страшно да се укине службата за општествена контрола. После неколку месеци беше укината. Тоа значи, вие градите закон дека контролната служба е службата за општествено книговодство. Наеднаш укинувате службата. И тука почна да се наметнуваат одредени политички интереси да партиите, особено оние кои што беа во владеачката коалиција, почна да си ги наметнуваат своите ставови се по-интензивно и по-интензивно и веќе почна да се чувствува. Набргу станува јасно во која насока ќе се одвиваат нештата. Повторно, наместо со готови пари, плаќањето се овозможува со државни обврзници. Државата емитира обврзници во износ од 130 милиони германски марки, кои им ги распределува на банките во процесот на нивна санација. Овие обврзници банките ги продаваат на менаџерските тимови со попуст од 50% и со нив ги покриваат обврските спрема Агенцијата за приватизација. Јас сум Борче Трајковски, познат транзицијски бизнисмен.
во јавноста познат по собствената автобиографска приказна, наречена Од Осака до Дижонска. И кога се објаснувам себе си, обично кога ме прашуваат што образование имам, велам дека сум банкротиран транзицијски бизнисмен. Предпријатијата, обштествените предпријатија на многу едноставен начин со пререгистрација преоѓаат во акционерски друштва. Вредноста на акциите се уште не е позната. Значи проценителите се уште не стапнале во фаза на проценка на некаков винот, меѓутоа друштвата веќе се акционерски. Во Законот за трговски друштва, се сеќавам уште добро, член 292, беше предвидено да секој кој што веќе има стекнато акција, тоа беа најчесто оние по моделот на Анте Марковиќ, што на самиот почеток почна па застана, секој кој што има било какви акции, прво мора да му ги понуди на менеджмент тимот, па ако менеджмент тимот го одбие, дури тогаш може да ги понуди на берзата. Тоа не само што беше пречка за развојот на берзата. Јас тоа го истражував како брокер, бидејќи немавме клиенти, затоа што никој не можеше да дојде да продаде акции, мораше прво да отиде на директорот, да му ги даде, па директорот ако не сака да ги купи, дури тогаш може да работникот или било кој акционер може да ги понуди на берза. Бројот на акциите е X единици, еве да речеме дека е 100 единици кај секоја таа фирма, меѓутоа вредноста на акциите се уште не беше позната. Битно беше да се игра со процентот во акциите, додека проценителите не го извршат она, да речат, сега оваа фабрика кошта во цигли, во профит остварен, мислам она кога се прави реална проценка, тоа е малце покомплицирана процедура и сега меѓутоа и дава вредност. Тогаш таа вредност се дели со бројот на акциите, кои се и секоја акција си има своја номинална вредност. И што направија? Значи, што беше тука криминално? Јас би рекол озаконето криминално. Го направија следното. Да може директорот и раководниот тим да си поканат ревизорска куќа, консултантска куќа, да им направи проценка. Значи, ние имаме здружување од самиот почеток. Точно се одредува кои консалтинг фирми ќе ги вршат тие трансформации. Точно се знае патеката како ќе се одвива целата таа процедура на трансформација и точно се знае колку време ќе трае. Тие правеа проценка на фирмата, колку таа вреди, најчесто далеку под нејзината вистинска вредност. Предпоставувам дека тука имало дилови затоа што зошто некој би правил толку ниска вредност ако нема некаков интерес од тоа. Со таква ниска вредност, најчесто 10 пати или 20 пати пониска од реалната, менаџерскиот тим се нафаќаше да си ја приватизира таа фирма каде што се директори, односно менаџери. И нормално, ако некој од работниците веќе се беше стекнал со некој малцински дел од акциите, прво мораше на нив да им ги понуди, па доколку тие не сакаат, а најчесто сака, дури тогаш да ги понуди на берзата. Тоа се случува во еден период кога не постои берза, кога не постојат институции кои ќе ја контролираат целата таа, да речам, режирана трансформација. Во едни такви услови, сите фирми во Македонија, или најголемиот дел од фирмите, добија драстично подценета вредност на македонските компании, за да може да ги купат за бадијава, да ги купат за многу ефтини, да не речам, символични пари. Обштествените предпријатија во една едноставна реченица преминаа во собственост на менаџерите за ич пари. Згоре на тоа, имаше уште една можност, односно дадена шанса на менаџерите, а тоа беше да ги плаќаат во 7 годишни рати. Значи, и таа символична вредност да не ја извадат од джеп и да ја платат на државата, туку практично да се ја извадат преку работа, преку дивидента и така натаму. Тие склучуваа договор, фирмата стануваше нивна, но остануваше врската во 7 годишни рати да ја платат фирмата. И што правеа тие? Фирмата продолжуваше да работи, профитот што на крајот на годината ќе го добија од фирмата, дел од тој профит ќе уплатија како рата која што треба за приватизација. Знаете, тоа како се гледа, како се гледаат работите, парите не би требало да бидат од средства од предпријатијата, тоа веќе е криминал. Ако биле употребени пари кои што се на предпријатијата, тоа веќе е криминал. Тоа се случува кај сите успешни компании, сега тука нареди ги како сакаш 5, 6, 10 преку сила се. Скопски пазар, Першпет, Пивара Скопје, Алкалоид,
Реплек и уште неколку. Во тој период парламентот немаше опозиција, власта поминуваше какви сака закони во парламентот и тие си поминаа закони од ваков тип, со кои што се си изведува законски. Во тој период главната спрега играше тајната полиција. Тајната полиција беше кариката која ги спојуваше политичарите и овие што така наречени бизнисмени. Изведува така наречена законска приватизација, со која што практично за символични износи, понекогаш за никакви, бидејќи од самиот профит на фирмата ги плаќаа долговите кон државата, си ги присвоја фирмите и истераа огромен број на луѓе на улица. Одеднаш многу луѓе остануваат на улица, одеднаш многу фабрики се затвараат туку така. Као мула да не ги лази, никаква одговорност, никакво чувство за што со тие луѓе, што со тие фабрики кои, да речем, у тој период и имале судбината да бидат така наречени загубари. Официјалните податоци покажуваат дека вкупниот број на вработени во земјата забележа на тамошен пат од 4,5%, додека бројот на невработени се зголеми за цели 7,1%, со што достигна бројка од 229.000. Илјадници предпријатија се неликвидни, а за стотици се покренува стечајна постапка. Капацитетот за спроведување уреден стечај е очајно мал. Например, 6 стечајни управници воделе стечај во 700 предпријатија. Стечајниот судија Младен Божиновски директорувал со 325 предпријатија. Може би не е најглавниот проблем што за безпари ги земаа фирмите. И тоа е проблем, тоа не е фер, тоа не е коректно, тоа е плячка, законска плячка. Главниот проблем е што потоа тие менаџери не знаеја да ги водат фирмите и да отворат нови пазари. Многу малку во Македонија се зборува за вината на менаџерите. Што беше проблемот со менаџерите кога веќе фирмите им беа дадени како, приватизирани, за од тие фирми да не направат успешни приказни? Ги загубија источните пазари, каде што беа навикнале да работат до кај 91-2, додека не се раструи социјализмот во цел источен блок. Таму влезе приватниот капитал и таму они веќе не можеа да се снајдат, а не знаеа како да отворат нови пазари на запад. Менаџерите не направија политика како таа фирма сега како заедничка колективна приватна фирма да оди напред. Туку тие со тоа што имаа на почетокот мал дел на проценти, 1-2%, тие гледаат таа фирма како место кај што ќе го исцрпат капиталот од таа фирма, ќе направат други фирми, со можност после да се вратат да купат по големи делови или воопшто да ја пропаднат фирмата и воопшто да не се интересираат за таа фирма. Ги изгубија југословенските пазари. На запад не можеа да отворат пазар бидејќи повеќето од нив не ни говоре англиски јазик, дури ни елементарно не го познава англискиот јазик. И полека почнаа да си ја стеснуваат продажбата, односно пазарот. Штом им се намалуваше пазарот за продажба, а истовремено им се намалуваше производството. Бидејќи го намалуваа производството, мораа да отпуштаат. Оние 15 на фирми во Република Македонија кои успеа и на ваков начин да се приватизираат и денеска да бидат успешни приказни, се успешен дел од македонската приватизација. Меѓутоа, за жал, можам да кажем дека 90% од фирмите во Република Македонија со оваа приватизација пропадна, односно менаџерските екипи не беа подготвени да ги решат тие проблеми. Најголемиот проблем на приватизацијата е инсайдерскиот модел. Според тоа, главно постојните менаџери останаа собственици на фирмите, дел успеа добро да одат напред, да се преструктурираат, да се модернизираат, да воведат помодерни начини, системи на организација и на управување, да ја зголемат профитабилноста и така натаму, и тоа дел не успеа во тоа. Продолжува шверцот на сите видови стока и избегнувањето плаќање царински и даночни давачки при увозот. Најмногу се шверцува нафта, цигари, алкохолни пијалоци, кафе и други видови акцизна стока. Трпи државниот буџет, а за сметка на тоа неоправдано се богатат поединци. При ова предничат така наречените безцарински продавници, тоест популарните фришопови. Се цени дека преку нив се остварува годишен промет меѓу 200 и 600 милиони германски марки. Си дозволам овдека да говорам само за развојот на слободата на печатот, за демократските процеси говорам таму кај што пишувам и стварно не би сакал сега дека бидејќи не се кандидирам за некакви политички функции да правам некакви политички предоаја.
4 февруари, со одлука на генералниот директор на МРТВ, Милпомени Корнети, инаку од редовите на Либералната партија, е разрешен директорот и главен и одговорен уредник на МТВ, Сашо Ордановски, поради, како што е наведено, грубо нарушување на утврдената програмска и уредувачка политика и непридржување на принципите за вистинито и објективно информирање. Разнишаните односи во коалицијата Сојуз за Македонија, меѓу СДСМ и Либералната партија, почнаа да добиваат и своји конкретни облици. Како реакција на тоа, председателот на Република Македонија, Киро Глигоров, се обиде да ја сочува коалицијата во интерес на стабилноста на земјата. Мојата намера да се обратам до јавноста на земјава е мотивирана од најновиот развој на внатрешната политичка состојба во Сојузот на Македонија. Сметам дека се уште не е доцна да се изнајде разумно заедничко решение, бидејќи работите не смеат да се решаваат со радикализам кој во основа почива на повишени страсти и лични пресметки. После намалувањето на првобитниот грч на државата, а тоа е таа внатрешна кохеренција која се случува понекој пат и од страв и од дередже, дека сте под голем притисок и со големи безбедносни искушенија, и тоа трае негде до, велам, 96-та година, последниот акт е признавање од Србија. Кога тоа завршува, вие станувате членка на ЦИМ, значи јасно е во политичката карта дека ќе ве биде, имате втора етапа на својот развој, тогаш одеднаш попуштаат преходните механизми кои ве држиле заедно. Мислам дека во тоа време не се работеше за некои битни програмски разлики, бидејќи програмата на таа коалиција за Македонија однапред беше и позната, прифатена од членките на коалицијата. Меѓутоа во праксата се покажа дека има понатамошно стеснување на демократските процеси, дури и во едно собрание кое е без опозиција. Затоа апелирам и на двете партии да седнат на маса, отворено и искрено да ги изнесат проблемите во кои постојат несогласувања, за да се испита уште еднаш има ли можност да се задржи Сојузот за Македонија или пак неговото време истекнува и секој треба да си ја приме својата одговорност за идните настани. Че прво се случи расправа во владечката коалиција, СДСМ либерали, и јас тога си дозволив полемика со либералите. Мислам дека тие има една така исто така занесена позиција во како мала партија, премногу се дозволува. Внатре нема некаков баланс на своите мерки. Тие либералите тоа го правеа подосна до моментот додека не исчезнаа као што е на последни избори. Така што се виде дека не само што парламентот не може да функционира без и не функционира без опозиција, туку и дека и другите демократски, односно форми на непосредна демократија што се уставно предвидени, не функционираат. Се јавува една релативно покомотна, па би рекол и поарогантна фаза на владење на СДСМ. Малку онаа фаза која велиме ние во крајниот етап се почнуваат да се занесуваат во целата таа политичка ситуација. Пратениците од сите пратенички групи на Сојузот за Македонија почнаа да се однесуваат и покомотно, и малце послободно, дури и малце поарогантно, и понекој пат да преземаат и некои протези кои што не беа сосема до крај промислени или некои би, може би, намерно и смислено биле преземени. Нашите политичари се расправаат заради учеството во колачот. Личен. И колачот на групата. Коалицијата официјално се распадна на 10 февруари, кога премиерот Бранко Црвенковски го соопшти својот предлог за реконструкција на владиниот кабинет. Од предлогот кој го доставив за денешната седница, сосема јасно се гледа дека новиот владин состав произлегува од три политички субјекти: Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Партијата за демократски просперитет и Социјалистичката партија на Македонија. Либералите ги немаше на списокот и тие си заминаа од извршната власт, а нивните 4 министерски места беа поделени.
Пратеничката група на Либералната партија повеќе не го поддржува Бранко Црвенковски като мандатор на Сојузот за Македонија за создавање на влада, како и неговиот предлог за состав на новата влада и предлогот на заменици министри. Кој е за, молам да крене рак. По тридневна жешка собраниска расправа, со многу тешки меѓусебни обвинувања меѓу довчерашните коалициони партнери на 23 февруари, со 83 гласа за, беше избрана новата влада на Република Македонија. 83 пратеници гласаа за. Констатирам дека собранието избра влада на Република Македонија. Либералите преминаа во опозиција. Јас, сакајќи да си останам со мојата партија и со пратеничката група на која и припаѓам, ќе ја напуштам функцијата председател на собранието. Функцијата председател на собранието ја презеде Тито Петковски. Изјавувам, ќе се придржувам на уставот и законите и ќе се борам за заштита на суверенитетот и интегритетот на Република Македонија. Скопје, 6 март 1996 година. За мене беше многу лесно. Значи седмиците беа многу ефикасни, точките на дневен ред се сакува релативно брзо. Имаше апсолутно задоволство меѓу пратениците во тој момент да се работи. Но не е добро за развојот на демократијата. Вие ако немате опозиција, а немавме опозиција во тоа време, познатите причини, нели, заради бојкотот на ВМРО-ДПМН и Демократската партија на вториот круг од изборите, и мислам дека тоа практично таа лекција не ја научивме ни денес. Беше тоа некаков чин на расцеп и на распад на монолитноста на Социјалдемократскиот сојуз. Нели, тоа не охрабри да тргнеме во оваа иницијатива за предвремени избори. И мислам дека да се соберат 220.000 потписи во Република Македонија за предвремени избори е навистина голем чин. Политичката сцена во Македонија во тие последни денови на март се разбранува. Опозицијските партии, ВМРО, ДПМН и Демократската партија започнаа со собирање 150.000 потписи за распишување референдум за предвремени парламентарни избори. Многу поголем елемент и многу посилен елемент што не тера да одиме со една ваква одлука е општата ситуација во која живее денеска македонскиот граѓанин, а со тоа и македонската држава. Немаше друг израз. Гледавме каде оди државата и гледавме дека практично се создава држава која треба да служи на една одредена олигархија, а не да биде сервис на граѓаните. Уставот на Република Македонија овозможуваше преку референдум, собирање на 150.000 потписи и закажување на референдум да се одлучи да се одржат предвремени избори. Денеска сакаме да обзнаниме дека акцијата за собирање 150.000 потписи започнува да се реализира од утре недела 24 март. Потписите се собираа преку ливчиња во 3 примероци, одбележани со сериски број. Ливчињата беа носени до домовите на граѓаните преку партиските активисти. Се решивме да собираме потписи. Јас бев еден од тие што собира. И морам да ви кажам дека тоа беше молскавично брзо. Граѓаните неверојатно добро и неверојатно мотивирано ја прифати иницијатива и собравме многу повеќе отколку што уставот предвидуваше и одиме сега да ги носиме. Успеавме да собереме повеќе од 220.000 потписи за само 4 дена. И ги однесовме свечено во собранието, ги носевме на раце, ги внесовме во собрание и потоа останавме и ден и ноќ да бдееме над ливчињата додека службите од собранието ги броеа, затоа што не им верувавме, морам да признаам. 7 ми фалат, дај ми 7. Актуелната власт почнаа да тврдат дека уставот не дозволува на тој начин да се предизвикаат предвремени избори. Никако не смее да се дозволи референдумот да се поцени како форма на непосредна демократија. Според тогашниот устав, секој потпис беше валиден. И одиме да се видиме
со председателот на собрание. И го прашам господина Тито Петаковски дали ќе распишат, ако треба, уште еден референдум, на кој ќе има едно прашање дали сте за предвремени избори. И вика нема. Како бе нема? Ќе го кршите уставот, ќе го кршите. Причината беше многу тривијална. Потписите не се собираа во институциите на системот, во државата. Значи не се легитимираа луѓето со лична карта дека е тој и тој, од тоа можеше на вистина да се посомнева секој. Ако не се легитимирате вие, одите во местната канцеларија или во подршната единица на Министерството за правда и кажете дека сте XY со личната карта и се потпишувате на иницијативата. Само половина час по предавањето на подписите започна собраниска седница на која итно беше донесен нов закон за собирање подписи и нов закон за распишување референдум, со кои закони се менуваше Уставот, се со цел да пропадне акцијата за предвремени избори. Комисијата за политички систем му предлага на собранието да го усвои следниот заклучок. Прво, нема уставен основ за донесување одлука за распишување референдум за предвремени избори за пратеници на собранието на Република Македонија. Дознавајќи за нашата иницијатива дека собираат подписи, тие ноќе подготвуваа закон за собирање на подписи за референдум, со кој што сакаат во кој што сакаат да вградат стотици пречки како што помалку луѓе да можат да успеат или да сакаат да дадат подпис. Која за предложениот заклучок молам да хрене рака? Пред да ги подигнете вашите раце против референдумот, сепак би ве замолил малку да помислите. Која е цената на свесното кршење на базичните одредби на Уставот? 66 пратеници гласаа за, дали некој има против? Зошто стравот од референдум? Референдумот не се нови избори. Референдумот е само прашање дали имате доверба или немате доверба. 18 пратеници гласаа против. Кој се воздржува од гласање, молам? Додека траеше седницата, пред собранието се одржуваа протести како поддршка на иницијативата. Еден пратеник се воздржува од гласање. Констатирам дека собранието го усвои предложениот заклучок. После тоа уследи донесувањето на закон, измените на законот за референдум, значи вие одите во подршната единица на Министерството за правда или во местната канцеларија, се легитимирате, се потпишувате за иницијативата и таа веќе има и легалитет, има и легитимитет. Ние поднесовме жалба до Уставниот суд. Јас бев на на одбраната на нашата иницијатива. И тоа беше жалосно таму да се слушаат одговорите од некои уставни судии. Зошто тоа наводно не било во согласност со Уставот? Уставот беше јасен дека со вакво собирање на подписи мораше да има референдум во Република Македонија, меѓутоа СДСМ повторно манипулирајќи со своето мнозинство во парламентот, манипулирајќи со комплетната медиумска контрола, едноставно многу безобразно, дрско го прекраши Уставот на Република Македонија. 8 април 1996 година. Во Белград, министрите за надворешни работи на двете земји, Фрчковски и Милутиновиќ, го потпишуваат протоколот за меѓусебно признавање на Југославија и Македонија. Во Атина, потпишувањето на протоколот е дочекано мощно остро и е наречено непријателски акт кон Грција. Една од најголемите грешки која направи Милошевиќ беше очекувањето дека Македонија ќе им падне како зрела крушка во предградките. Таа беше всушност најголема опасност за нас, независно од тензиите со Грција, проблемите со јазикот и нацијата со Бугарија и тензиите, да речеме, дебатата внатре во Македонија, всушност нас Србија највеќе не загрозуваше. Тие сметаат дека Македонија не може сама да обстои и направија се направија со својата политика да не дестабилизира. Таа сметаше и по една инерција на српскиот голем државен национализам дека Македонија е формирана на нејзина територија или територија која не е припаднала после поделбата на Македонија Балканските војни, по Балканските војни и дека тука всушност ние неа нешто и должиме. Таа врска и со номенклатурата во пред комунистичката партија претходно беше цврста. Македонците никогаш не беа многу славни околу својата национална свест, туку беа прилично инфериорни во таа федерација
И сето тоа функционираше да притисокот од Србија всушност ние го чувствувавме најтешко. Меѓутоа, полека сватија дека Македонија не е играчка, дека Македонија има искуство државничко, дека Македонија има луѓе кои може да ја водат. И тоа дојде до полн израз точно тогаш кога прифатија дека Македонија е реалност и дека без Македонија не може да се гледа иднината на регионот. Денеска завршивме една добра работа, на еден нормален и достоинствен начин ги регулиравме базичните односи меѓу нашите две држави, отварајќи веројатно нова страница во историјата на односите на двете држави, Република Македонија и Југославија, и секако придонесувајќи за значајно стабилизирање и перспектива за развој на целиот регион. Бев многу млад тогаш, најмлад веројатно во таа политичка гарнитура. Немав ништо заедничко со традициите на неколку постари тука политичари значајни. Меѓутоа, за мене, сакам да кажам некој начин и од страна како го гледав тој проблем, немаше дилема во патриотската ориентација на политичката елита во Македонија. Не мислам дека некој од нив бутка на кај Србија или на кај Бугарија на така значаен начин да тоа биде влијателно. Не, имаше линија кон независна македонска држава, може да имаше разлики околу патот кој треба да се фати за негово естаблирање, но не суштински околу некакви конспирации за ново загрозување на независноста. 26. април. На светскиот собир на лидери и стопанственици во Кран, Монтана, на Киро Глигоров му е врачена годишната награда за заслуги за мирот. Се чувствувам како среќен човек, затоа што навистина едно признание од еден ваков форум кој собира многу познати политичари, стопанственици, луѓе кои се занимаваат со иднината на овој свет и бараат патишта за соработка. Сметам дека ова е признание за нашата земја, за нашата политика. А јас сум само символот на таа политика. Патот на Македонија кон светските институции продолжува. Париз, 8 мај, Македонија и пристапува на Париската повелба. Голема ми е чест денес да ви го предадам писмото со кое Македонија пристапува кон Париската повелба. Мерси. Во Хелсинки, Македонија ја подпишува Хелсиншката повелба и му пристапува на КЕПС. Наскоро ќе имаме можности да склучиме нови договори кои ќе овозможат поефикасно работење на шведските и финските фирми во Македонија. Во половината на септември, на Генералното собрание на Организацијата на Обединетите нации во Њу Јорк, Македонија ја истакнува својата кандидатура за непостојана членка на Советот за безбедност за годината 1997-98. Раководена од желбата за свое конструктивно учество и активен придонес во работата на Обединетите нации, Република Македонија ја истакна својата кандидатура за непостојана членка на Советот за безбедност за периодот 1998-99 година. Ве уверувам дека укажаната доверба во потполност ќе ја оправдам. Токму на ова собрание, Македонија ја предлага двојната формула во решавањето на спорот со Грција. Двојната формула предлага уставното име да биде за општа употреба во ООН и светот, а име што ќе се договори со Грција за билатералните комуникации. Грција го одбива овој предлог, а противењето станува нивна официјална политика. 28 март. Во Скопје започнува да работи македонската берза на долгорочни харти од вредност, прв пазар на капитал во нашата земја. Средината и втората половина од 1995 година и во почетните месеци 1996 година работевме интензивно на формирање на пазар на капитал, како го викавме во тоа време, или народски преведено берза на капитал. Задачата на Комисијата за хартија од вредност е практично да го
регулира пазарот на капитал. Меѓутоа, ние немаме пазар на капитал, а формиравме комисија и задачата на комисијата практично беше да создава услови за развој на пазарот на капитал. И беше формиран еден тим од неколку луѓе во рамките на почетната екипа на берзата и надворешни лица, представници од Министерството за финансии, од Народна банка на Република Македонија, во кој што Начип сам лично присуствав во креирањето на тој финансиски на таа финансиска институција. Еден ден до комисијата за харти од вредност стигна елаборат за основање на берза, во која што беа како основачи две банки, Алмако банка и Комерцијална банка, едно ГГ предпријатие, тоа што имаше звучен назив, се викаше Пазар на пари, после во пирамидалното штедење и тоа беше вклучено. И она што најповеќе ме изненадуваше беше Фондот за развој, односно Агенцијата за приватизација. По законот, како основачи на берза можеа да бидат само банки. А овдека се јавува и предпријатија, и ние едногласни бевме дека треба да се даде негативно решение, поготово што ќе беше преседан и ќе се направеше голема грешка ако Агенција за приватизација биде член на берзата, кај што се најголемите овие инсайт информации, што искава внатрешни информации кои што ги поседува таа и може големи злоупотреби да се прават. Меѓутоа имаше во рамките на владата големи поддржувачи на таа идеја. И бевне под голем притисок. Во комисијата беа и одредени членови што работеа во одделни министерства и тие беа од нивните министри под голем притисок. Меѓутоа успеавме да издржиме и го одбивме тој предлог. И потоа јас испратив писмо до британскиот ноу-хау фонд. Испратија тие експерт од Англија. Моделот што беше прифатен беше модел врз база на англиско искуство, но среќата е во тоа што по моје мислење, а тоа не е моје само мислење, англиските институции се прилично цврсти, јаки, со голем капацитет на действување и со голем кредибилитет. Работевме неколку месеци тука заедно со комисијата и го направивме моделот на македонската берза кој што почна да работи во март 1996 година кога председател Глигоров го удри звоното. Јас сакам да ви го честитам овој ден кога започнува да работи една од најсензибилните организации за прометот на капиталот, за поддршка на приватната иницијатива, на собственоста, на пазарното однесување, на сите оние вредности кои сакаме да ги внесеме како трајни компоненти на нашата работа и нашето живење. Јас имав таа историска чест и гордост што успеав да ја направам првата трансакција на македонската берза, продавајќи акции од една од македонските фирми. Тоа не беа голем број на акции, многу мал број на акции беа, меѓутоа беше првата официјална трансакција помината преку македонската берза, каде што јас бев брокер од страната на продавачот. Четврти септември 1996 година Народната банка на Република Македонија ги промовира новите македонски денари. 6 банкноти со апоенска структура од 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 денари. Практично оние што важат и денеска. Првите банкноти, ако се сеќавате, кога се воведе 92 година денарот, на нив немаше име. Стоеше 5, али нешто. Тоа немаше име затоа што тие се изработуваа во најголема тајна, а името мора да го даде парламентот на валутата. Ако се одеше во парламент за тоа, ќе се откриеше дека се припремаме за воведување и онда ќе имаше огромни последици по
по македонската економија. Меѓувреме направивме нови пари кои што има повеќе заштитни елементи и кои ќе беа пуштени во оптек на 9 мај 1993 година. И тие функционира во следните 3 години. Меѓутоа мора да се признае дека дизајнот на тие, еве да ги крстам, вистински пари од 1993 година не беше направено онака како што нормалната постапка го бара со соодветен конкурс, јавен конкурс да се изберат идејно дизајнерски решенија. Се распиша меѓународен тендер, анонимен беше конкурсот и едно решение по својот квалитет, по дизајнот, далеко отскокнуваше од сите останати. Од тогаш наваму функционира тој дизајн, нормално со допечатување, препечатување тогаш кога има потреба. Имаме признанија од голем број на експерти што работат по централни банки или по нумизматички музеи, дека се меѓу најубаво дизајнираните пари во светот, влегуваат во таа мала група на најубави пари. Осумнаесети октомври започнува изборната трка за освојување места во локалната власт. Вторите локални избори беа голема проверка, како за партиите од власта, така и за опозиционите. Силите се одмеруваат меѓу двата блока. Партиите на власт, СДСМ, ПДП и СП на едната страна, и ВМРО, ДПМНЕ, ДП и МАК конзервативна на другата. Правиме еден договор кој ќе биде пред се нова политичка сила во Република Македонија. Таа коалиција практично беше помош за враќање на политичката сцена на двете политички структури и тоа беше јасна порака дека ние сме тука, ги чекаме новите парламентарни избори и се подготвуваме за тие парламентарни избори. На тој начин се надеваме дека веројатноста за успех на овие локални избори, кои што ги сметаме за многу значајни, ќе биде навистина многу зголемена. Секој пат е важно да имате добар резултат на изборите. Се исполнуваат очекувањата на членството на симпатизерите. Доаѓате во ситуација да покажете дали сте ист како другите или сте различен. Да покажете дали тоа што го говорите, кога ќе дојдете во ситуација, дали го правите. Ние имаме економска програма за излез од кризата. Таа програма не се подпира на провинцијските стандарди што не турнаа во оваа беда. Ние мораме да се соочиме со реалноста дека Македонија не влегува во Европската заедница во наредните 10 или 15 години, тоа и самата Европска заедница ни го порачува. Незадоволството од влегувањето на СДСМ и нејзините партнери беше очигледно. Опозицијски кандидат за градоначалник на Скопје беше Ристо Пенов од Демократската партија. Најпрво нудиме јавност во нашето работење. Наместо досегашната практика, применета во целата држава, секој прибран денар во градската каса ќе биде ставен на јавен увид. Секој потрошен денар на јавен отчет. Не гласете за оние што зборуваат дека знаат, гласете за оние што покажаа дека знаат како се води држава. Социјалдемократите за градоначалник на Скопје го кандидираа Јовица Угриновски. Мојот однос кон Скопје и моето поимање на Скопје и на скопјани се противи на тоа да живееме во ваков град. Ве повикувам и на овие избори да ја дадете својата поддршка за кандидатите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, за да можеме заедно со вас да продолжиме по овој пат, да создадеме подобра иднина за нас, за нашите семејства, за нашите деца. Тие што ни јаву вака, нека гласат да остане вака. Тие што сакат промени, нека гласат за промени. Ако го сакате ово последно, треба да гласате за кандидатите на Либералната партија. Јас сум ви гаранција. Големи амбиции во својот кандидат за градоначалник на Скопје, Дарко Марковиќ, полагаше Либералната партија на Андов. Гледа ова ноемвриско сонце и ни кажува дека е отпочнат периодот на опрезнување за поквалитетен и посодржаен живот. Како независен кандидат во трката за градоначалник на главниот град се појави Љупчо Николовски Фуфо.
кога се кандидирав, реков дека очекувам да ги добијам гласовите од скопјаните, така да и сега ќе го изјавам тоа, дека очекувам да ги добијам гласовите од скопјаните. И албанските ПДПА и НДП имаа високи амбиции и сакаа да ја урнат представата дека ПДП е најголемата партија на албанците во Македонија. Од 90-та година до 98 година се инсталираше во Македонија политички принцип дека во Македонија ВМРО ДПМН е Демократската партија или било кој друг, демократска алтернатива и така натаму, не смее да владее. Локалните избори беа голема порека до актуелната влада дека едноставно народот не е задоволен од тоа што се случува во Македонија. Тогаш се направи просто промена во свеста на луѓето, рекоа па еве можело и поинаку. Локалните избори ќе останат запаметени поради инцидентите и повеќе кратното прегласување во битката за тетовски градоначалник, водена внатре во албанскиот политички блок. На изборите одржани на 17 ноември, по 2 изборни круга и со одзив на гласачи од околу 55%, СДСМ освои 54 градоначалнички места, а опозиционата коалиција 30. ПДП освои 14, а конкурентот ПДПА 5. Социјалдемократите беа задоволни од бројот на градоначалнички и советнички места, но задоволството го делеше и коалицијата, зашто нивните градоначалници и советници беа избрани во градските средини. Згора на тоа, и нивниот заеднички кандидат, Ристо Пенов, стана градоначалник на Скопје. За прв пат на опозицијата и се даде можност да покаже како ја практикува власта. И тоа прво владење на локално ниво беше полно со ентузијазам, полно со самопрегор во работата, не се штедевме деноноќно и имаше големи резултати. 96-та локалните избори покажаа дека кога би се одржале парламентарни избори, ако иницијативата беше прифатена, власта ќе ја загубеше својата позиција. Таа 1996 се случија и многу други настани што ја одбележаа годината. На 24 јануари почина американскиот писател со македонско потекло Стојан Христов, сенатор на државата Вермонт, човекот кој сиот живот пишуваше за стариот крај и кој беше омилен писател на Френклин Рузвелт, а е првиот македонец кому му е изграден споменик на американска почва. На почетокот на март во Скопје почина третиот поглавар на возобновената Македонска православна црква, архиепископот Охридски и Македонски господин Гаврил, во чие време се случи издавањето на Библијата на македонски јазик. Истиот месец се појави првиот независен дневен весник во државата, весникот Дневник, кој се обврза дека ќе информира објективно и непристрасно, а започнува и функционирањето на првата мобилна телефонија. 15 дена по донесувањето на законот за Македонската академија на науките и уметностите, Ману беше примена за член на Асоцијацијата на Европските академии. На празникот Успение на Пресвета Богородица во дворот на Беровската црква Света Богородица од удар на гром загинаа 10 граѓани, а 40 се повредени. На 11 октомври пуштане во употреба магистралниот пат Тетово-Гостивар, а потпишан е договорот за изградба на браната Козјак. На 26 декември во селото Малкоец Кичевско умре Сајко Митревски, најстариот македонец, кој доживеа 110 години.